Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Поаѓањето во градинка е една од најголемите и најважни животни промени кај детето по неговото раѓање, но тоа представува голем стрес и промена и за родителите. Што може да направи семејството за детето полесно да се адаптира на градинката? Ќе запрашаме доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Кога децата ќе почнат да посетуваат колектив, одеднаш почнуваат постојано да се разболуваат. Им тече носето, грлото ги боли, качуваат температура. Зошто ова се случува? Може ли нешто да се преземе за да се подобри детското здравје? Ќе го запрашаме професор доктор Александар Сајковски, специјалист по педијатрија во Аџибадем, Систина. Емисијата стартува веднаш. Вклучувањето на детето во група во градинка представува неговиот прв голем исчекор надвор од семејството. Тоа е стрес и за детето, но и за родителите. Што може да се преземе за детето полесно да се адаптира во градинката? Ќе запрашаме доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во Аџибадем, Систина. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата Марија и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Повеќето родители што работат и што имаат професионални обврски, а немаат логистика од баба и дедо за помош, обично ги запишуваат децата порано во градинка, во јасли, на 8, на 9 месеци и слично. Според вас, на која возраст е најсоодветно детето да почне да оди во градинка и да го направи оној исчекор надвор од семејството? Кога сметате дека детето е зрело за градинка? Така, идеална возраст, идеална зрелост не постои, поради тоа што нели секое дете како и секоја возрастна личност е една индивидуална категорија, каде што нели меѓутоа она што можеби е како да кажам универзално прифатено е дека првата година од животот на детето е една која што е вака соодветна за детето да може да стартува во градинка. Она кое што можеби повеќе треба да се насочи во прашање кон родителите, кога родителите се спремни да го пуштаат детето во градинка. Бидејќи детето е спремно. Ако ние го спремиме, детето е спремно. Може и порано, од 9 месеци. Значи, споменавте дека можеме ние да го спремиме. Па како да го спремиме детето за тоа одвојување? Бидејќи, како што споменавте, секој дете реагира различно на градинката. Некој ќе пружа отпор, ќе плаче, нема да сака да јаде, ќе страда, друго пак со задоволство ќе ја посетува. Така, ова е, да речам, можеби одговорот не е едноставен и не е еден универзален одговор, меѓутоа тоа кое што е навистина значено да се напомене на родителите е дека во самиот процес на чување на детето, уште да речам од нулта денот, денот кога го носиме детето дома, пожелно е детето да го социализираме. Социализација не се мисли нели нормално да го изложиме на други деца, да го изложиме на непознати. Меѓутоа, постепено во развојот, што од првиот месец, значи вториот, третиот месец, колку што можеме да вклучиме непознати лица во животот на детето, заради тоа што она дете докажано е кое што од најраната возраст се соочува со непознати ликови, значи со ликови кои што се нели надвор од неговата мајка, надвор од неговиот нели од таткото, од она да речам потесно семејство, така е. Докажано е дека тие деца полесно се адаптираат, односно полесно го прифаќаат оној момент кога треба да бидат на некој начин нели пратени во градинка. И тоа кое што нели она родителите познато име го велат она сепарациона анксиозност, моето дете кога ќе го пуштам една минута одма плаче, одма ме бара. Тоа е нормално, тоа е природно, заради тоа што нели барем во овие балкански земји, да речам оној период нели на како да кажам, на прво рано чување на детето е мајката, нели, доминантно. Има одредени земји каде што и таткото добива, нели, породилно отсуство, меѓутоа кај нас, нели, балканскиот свет е ова, каде што почесто, нели, мајката која што е прва и во тесна врска со детето. И заради доењето, голем дел. И заради дел доењето, сигурно, така е. И ради многу други биолошки законитости, нели, надвор од она што е стандардизирано. И тоа што е многу значено да се каже е дека доколку мајката му објаснува на детето дека сега ќе го причува некој друг, дека мама се враќа, заради тоа што децата во оваа возраст некаде 60 месеци они за прв пат им се јавува таа сепарациона анксиозност, да дете плаче, да дете се треска, да дете вознемирено, да дете почна да му тече носето, да
почнува да има некакви си манифестации во стомачето. Тоа се едно, како да кажам, тоа се едно сомотоформни поплаки кои што се почнува да се во најрана возраст кај детето, а целта е овој симптом да повика мајката да се врати назад, значи да му обрне внимание. И тоа што родителите може да го направат во овој период, значи тоа се некои две клучни работи, е да му објаснуваат на детето дека они ќе се вратат, заради тоа што децата онаа најрана сензомоторна фаза, они мислат дека нели објектот кој што сега не име пред очи дека веќе не постои. И они се плашат всушност дека мајката кој ги остави кога не постои. Дека нема се врати. Така, дека нема да се врати. И они после тоа нели како што се развиваат оние други моменти на мислење кај детето, она моторно, нели кога ќе се надмине таа сензомоторна фаза, кога ќе влезе во некој апстрактно и така натака мислење, натака се подобрува кај децата. Меѓутоа ние како негователи, како нели лица кои што сме должни да му помогнеме на нашето дете, е да му објаснуваме од најраната возраст дека ние, ако не нема, дека ќе се вратиме, дека мама оди на работа и доколку ние сме, да речам, спремни како родители, очекувано дека детето многу полесно ќе го прифати тој процес на адаптација. Дали детето што не е подготвено, што не е спремно да остане само во градинка, секогаш тешко ќе се адаптира на градинката? Тоа е правило? Мислите ако еднашка до сега не е адаптирано? Доколку не е подготвено на сето ова, на сепарација, на одвојување. Да, го разбирам прашањето. Знаете како, нема баш да речам универзален одговор дека да се ќе му биде натака во животот тешко, меѓутоа се гледа дека веќе таа, да речам, бидејќи има еден момент кој што нели нас родителите малци наболи кога ќе ни го каже дека детето до 5-та година е некаде 80% формирано. И кога ќе му кажете нели на некој човек дека вашето дете на 5 години има карактер, они викаат како не на 5 години карактер, тоа детето ништо не разбира. 80% детето формирано 5-та година. И тоа кој што е многу важно да се каже дека децата кои што побурно, емотивно ние би рекле тоа реагираат во тој процес на сепарација, таа анксиозност која се јавува, пак ќе кажам со тие низа на сомотоформни поплаки, очекувано дека може како модел усвоено однесување, бидејќи ја знам дека мене ако ме боли стомачето, мене мајка ми ќе ме разбере. И многу очекувано дека и во школа кога ќе се соочам со некој предмет каде што нели не ми оди добро, јас ќе кажам дека нели имам температура, не ми е добро и навистина некогаш децата има температура од таа грижливост околу тие школски обврски и да мајка која што е нели висока емотивна, повеќе негователски насочена, она ќе каже па добро, остани дома, не можеш да одиш на тој тест. И на некој начин ние го учиме детето, бидејќи нели ние сме рол модел, детето проверува, гледа што може да добие. И дека ние го учиме на некој начин детето дека со таков тип на реакција, она ќе добие таков одговор. И да, и доколку нели родителите и тука има низа на интервенции за овие родители што се загрижени нели на ова прашање, низа на интервенции каде што им посочуваме дека на децата треба онаа улога на болежливо дете да ја заменат со некоја друга улога позитивна, каде што детето она грижливост, она внимание што го добива кога е болно, да ја добива на некој друг начин. Например, кога убаво црта, кога убаво пее, кога убаво решава задачи, значи низа на работи на кои што детето, нели, секоја мајка си го знае детето и знае што најмногу тоа дете сака да прави, да го пофалува на друг начин и на друг начин да му дава нежност и топлината. И во тој случај на детето ќе па и загуби желба да биде секогаш болежливо, бидејќи тоа веќе не е интересно, тој модел не му носи награда, него на позитивното родителство му носи награда. И тоа е една така, да речам, поприлично честа интервенција која што правиме во семејните системи, да родителите усвојат некој нов модел. Ова е убаво да се знае. Но што да се направи доколку детето едноставно покажува огромен отпор кон градинката? Неутешно плаче, не сака да јаде, не сака да оствари контакт со воспитувачката, па дури некои почнуваат и да мучкат во гајки, иако имаат усвоено хигиенски навики. Така, тоа се регресивни феномени што ги напоменавте, кои што се јавуваат нели кога детето на некој начин бунтува, тоа нели некогаш и често се објаснуваат како некои тантруми кои што детето едноставно сака да се врати на пробитна и стабилна позиција. И интересен феномен е чисто за да нели подобро го разберат овие гледачите е што и ние како возрастни личности, а кога се соочуваме со нешто што е непријатно за нас, ние знаеме да правиме регресивен феномен. Например, не знам, ни е добар животот во новото семејство, па знаеме се вратиме назад кај родителите. Тие регресивни феномени, само што нели кај нас практично ги објаснуваме зашто ги правиме. Истото го прават и децата. И тоа што рековте вие, оно усвоило да тоалета и сега назад имаме регрес. И она кое што повторно ќе го кажам е дека родителите поготово или оние кои што не се медицински лица, многу емотивно реагираат на детските солзи.
децата немаат развиено добар говор, нели добри вербални вештини и очигледно е дека нели они низ низа на невербални сигнали они ќе јавуваат дека нешто не им се допаѓа, нели јас тоа што би кажала на вас, мене не ми се допаѓа, јас сега имам тема кога настапувам тука. Децата не знаат да го кажат тоа и они ќе најдат илјада други начини како да ви објаснат дека нив тоа не им се допаѓа. Меѓутоа тоа што на децата не им се допаѓа, ние како родители сме должни, бидејќи градинката е есенцијално важна во она реципрочна социјална интеракција. Значи, она што да речам одликува типично од нетипичен на дете, односно типичен од атипичен развој кај децата е токму таа социјална интеракција. И на некој начин или ние кога ги тргаме децата од градинка, им го отежнуваме на процес на социјална размена, на користење на низа на комуникацијски вербални и невербални сигнали. Значи, од тој аспект градинката е многу значајна. И ние како родители треба сме повеќе истрени, бидејќи знаете како, ниедно дете не умрело од солзи. Ниедно дете не знам како не завршило ако плаче. Солзите се само момент на борба да ни покажат они дека не сакаат да го прават тоа. А ние како нели старатели, како возрастни луѓе кои што имаме капацитети и емоционални компензаторни механизми, сме должни да покажеме да, ти ако бойкотираш, јас знам дека те носам во градинка, пошто тебе ти е подобро таму. Но сепак на родителите им е стресно. Така е. И тоа е нормално. Не е едноставно да ги прифатат солците на децата, особено во првите денови при запишувањето во градинката, доколку родителот е вознемиран и исплашен што ќе го остави детето во градинка. Ќе се пренесе ли тоа и на детето во првите денови? Може ли тоа да стане вознемирено поради родителот? И интересната работа е што вие ме најавивте како детски и адолесцентен психијатар. И на крајот јас ќе ви кажам по пракса дека детски адолесцентен психијатар многу почесто работи со родители него што работи со деца, да. И тоа ќе ви го кажа нели повозрастните генерации на детски психијатри, заради тоа што у суштина децата особено во првата фаза, првата развојна фаза до нека втора година, оние се во тој имитаторен свет, во таа имитаторна интелигенција. И кај нив таа е исклучително добра. И оние кога гледаат мајка која што е вознемирана, се вознемирани они. Ако гледаат они мајка која што плача, плачат и они. Они го копираат моделот на однесување. Сигурно вие како родител ви се случило да вие како што држите чашката, држи вашето дете. Оние работи не ги прават ако не го виделе тоа. Значи децата го копираат моделот на родителите. И ако ние не сме психички спремни дека треба да го пуштиме детето, и онока што најчесто може би родителите и го имаат како емоција кога го пуштаат детето во градинка, е она грижа, дека грижа на својот, сега го оставам друг да го чува, јас не го чувам. Оној биолошки мајчински инстинкт, оние хормони кои што се преплавени, мајката е преплавена со низа на хормони кои што нели се постпартални, и тоа е се во ред, и тоа е сосема природно. Идејата на родителите им се објасни дека тоа чувство е нормално, тоа е вообичаено чувство и дека вие не сте лоша мајка кога го пуштате вашето дете во градинка. Напротив, вие треба да го пуштите за да него му биде добро. Него му е место меѓу децата, него е меѓу возрастните. Истото што се случува во домот. Дете кое што е научено да заспива само, кое што едноставно кое што има своја соба. И знаете, во светот архитектите и низа на луѓе кои што се бават со интериер, дали име родителска и детска соба. Има зашто тоа е така, инаку би било мешана соба. Секаде на проект план кој ќе земете стан да купувате, ќе видите дека има родителска и детска соба. Дете кое што од најрана возраст ќе се постигне сепарација, секоја наредна етапа во животот полесно ќе ја прифаќа. Не дека другите деца нема да најдат начин, меѓутоа ќе имаат, како да кажам, низа на интервенции кои што ќе треба да се прават од текот на животот. Како што на пример еден пациент кој што има хронична инсуфициенција треба да оди по еден час да купи во текот на денот за диализа. Значи тоа се некои работи кои што нели треба да сме во мир со себе кога ги правиме одлуките во животот. Значи сме во мир со себе кога ја правиме оваа одлука детето да појде во градинка, дека тоа е нешто нормално, природно и посакувано. Сега кога зборуваме за адаптација на детето во градинка, може ли да ни дадете некои практични примери што е пожелно да правиме, а што треба да избегнуваме? Еве на пример, во почетните денови кој да го носи детето во градинка, дали мајката и таткото или пак е полесно кога бабата и дедото го прават тоа? Доколку полесно влезе во градинката ако го однесе некој друг? Па, во принцип, најважниот чекор пред да стигнеме до носење на детето е да се зборува на детето, заради тоа што децата рецептивниот говор има многу високо развиен кога се мали. Нив, заради, да речам, низа на други моторни и мускулни делови на ликот кои што нели не се уште развиени, ни говорат нели има покасно. Меѓутоа, оној момент кој што го имаат, рецептивниот говор е многу добар на сметка на експресивниот. Така што они разбираат начинот, тонот на кој што ние зборуваме, тонот на кој што објаснуваме, дека ќе почнеш да живееш во
градинка, таму ќе си играш со дечиња, таму ќе биде многу забавно, ние после работа ќе те земеме. Мама ќе има повеќе време за тебе зашто ќе може да иде на во работа да заврши други работи. Значи, начинот на кој што ние зборуваме со децата е клучно важен, а во однос на носењето, ја стално го велам тоа на семејствата, најдобро да го носи оној кој што од Сабајле е смирен во смисла, кој што не доцни, кој што има повеќе време да го однесе детето во градинка, заради тоа што ако ние не го изменаџираме добро денот, ако на пример мајката треба и да стигне порано на работа и да го однеси детето и да не знам успа да ја однесе свекрвата на доктор или не знам што, значи пошто се случува тоа е нели нашиот стил на живење, балканскиот, мислам дека таа нервоза и таа агитација уште повеќе ќе биде кај детето изразена. Така што најважно е партнерите, нели родителите во нивниот брачен сојуз да се договорат да го изменаџираат тоа и тоа да е утврдено веќе пред да дете треба да појде во градинка, а не они да се договараат откога дете ќе појде, па се караат околу, па се ти вака, па ти така, пошто тоа е нешто што многу често се случува и децата на некој начин нели они не знаат што се случува, они само гледаат дека тука некои двајца се караат и они се вознемируваат дополнително. Така што многу е важно да се изменаџира добро од тој аспект. Докторке, а треба родителот веднаш да се замине или пак да седи и да чека, да речеме 2-3 часа па порано да го земе од градинка во првите месец, два? Па пожелна адаптацијата, особено нели кај деца кои што на некој начин, пошто има стварно деца и деца, нели како и за се во животот, оние деца кои што се да речам емоционално врзани за родителите, у смисла да нели таа умреженост е малце повисока, пожелно е да е прво неколку часа. И тој го велат во градинките, прво час до 2, па после тоа 3 до 4, па после да пробаме со една дремка, па после да пробаме со 2. Така да оној процес на дефинитивно на адаптација е потребен. Потребен е за сите деца. Меѓутоа воспитувачките, пошто тоа се професионалци, тоа се луѓе кои што знаат што прават. Они многу добро препознаваат и они ќе ви кажат одма кога ќе видат вашето дете. Ова дете ќе се адаптира 3 месеци. Овој дури буквално како да предвидуваат. Ова дете ќе се адаптира толку. Они знаат бидејќи имаат искуство. И тоа што храбро им го кажам на родителите, тоа се професионалци. Ние ги носиме децата наши ке професионалци. Треба да им веруваме. Значи они се професионалци и знаат што прават. И вашето дете е во институција каде што е сигурна. И родителите треба да веруваат во тоа. И тоа се пренесува на децата. А во однос на поздравот да биде краток или долг, да му се каже ли на детето дека ќе остане неколку часа во градинката или пак подобро е оној безболен начин, веднаш ќе се вратам за да влезе без проблеми, без солзи? Па, искрено не е добро децата да се лажат, заради тоа што детето разбира, поготово нели ако збориме, ако носиме некој дете кој што има 2 до 3 години, сега му кажеме веднаш ќе се вратаме и не се враќаме, малце нели не е во ред. Идејата е дека треба, тоа е и во било кој момент кога сигурно како нели секој родители го почувствувале тоа, дека детето кога ќе почне да вика, да се бунтува, да го дефокусираме, да му покажеме нешто друго. Леле видеа птицата надвор колку убава. Леле видеа тревата. Децата дефокусацијата страшно многу им помага. И тоа е некој модел кој што во светот и така како се користи, да буквално го дефокусираме детето, например да му покажеме што има во градинката. Види ги топките, види ги двете дечиња мама, значи да не пробуваме да му правиме нели најразлични приказни кои што детето ќе ги разбере и ќе чека да се врати мајката, него мама оди на работа, благодарение тоа што мама оди на работа, ние ќе одиме летово на одмор или ќе можеме после да прошетаме по паркот, мама ќе може да ти купи сокче или не знам било што да се објасни на децата. Особено значи ова го кажат да одиме на одмор ако е летен период, инаку на децата да им кажуваат од декември дека ќе одат во нема логика. Летото е 2. Да, така, значи децата немаат толку далеко сежна представа, така што некои да речам во блиска иднина што се работи за да едноставно прифатат и тоа е тоа. Да ги поканиме гледачите да постават прашања во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани во првиот дел од емисијата ќе зборуваме за адаптацијата во градинката со доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми, а секако и на бројните наши прашања. Во вториот дел на емисијата ќе зборуваме за детското здравје, за оној здравствен аспект и честите разболувања кај децата. И сега ги спомненав честите разболувања на децата. Колку е важен континуитетот во градинката, значи редовното одење во градинка за детето да се адаптира. И ова значи не случајно ве прашам, бидејќи почнуваат постојано да се разболуваат и родителите велат една недела е во градинка, 2 недели е дома. И потоа повторно имаат проблем. Да. Тоа е да речам баш и добро прашање, нели можеби никој не е доволно мудар да може да одговори на ова прашање. Меѓутоа она што е стварно и се случува често заради тоа што како што детето, нели сите витални системи не му се развиени до крај, така и имуниот систем не му е. И нели како што чекаме детето да прозвори, што така чекаме и имунитетот да се развие, а паралелно ние го изложуваме нели во средина каде што постојат бактерии, постојат вируси, тоа се нели живо материја, ние го пуштаме детето во жив свет. И очекувано дека ќе се разболува. И
Оно кој што да речам е утешително за децата кои што почнале во градинка, односно родителите кои што се охрабриле и ги пуштиле децата во градинка, е дека дете кој што еднаш го успеало да се адаптира на тој систем, можеби да, разболувањето ќе му го отежне процесот на враќање. Меѓутоа, многу полесно ќе го вратиме ова дете назад во градинка, него дете кој што не сме направиле адаптацијата. А дефинитивно тоа педиатрите го знаат најдобро дека дете кој ќе почне да оди во градинка се разболува и тоа е реалноста. И она кое што ние често пати ги молиме родителите да бидат упорни. Иако дете се разболува, секако не по цена на животот на детето, секако дека ако треба пауза, мора паузи. Тоа го кажуваат педиатрите. Сега е период кога мора да го паузирате вашето дете од одење во градинка. Меѓутоа кога ќе процена дека детето е дека нели оние имунолошки параметри се во ред, тогаш е добро да детето повторно се врати во градинка и да се врати нели во детски свет на кој што припаѓа. Но што е со оние ситуации кога детето до тој степен е незадоволно што оди во градинка и страда, што навечер ќе почне да мокри во кревет, значи ќе се јави ноќно мокрење, или пак споменавте се жалат на болки во стомакот и тоа веќе трае извесно време, па родителите одат и по гастроентерохепатолози на педиатри, испитуваат, велат се како што треба. Да, има ли ситуација кога велите одложете градинката, малку подоцна почнете? Од психолошки аспект никогаш не практикуваме совет да се одложи ако детето дава низана соматофорни поплаки. Оно што кажавте вие, да има уредни лаборатории, уредна крвна слика, нели уредни параметри витални, а да нели има психолошки моменти. Заради тоа што оно што го напоменав нели на почетокот, детето се брани со ваквото однесување. Детето кажува само едноставно мене не ми се допаѓа, како што на пример на нас нели може дента не ни се допаѓа да сме на работа, ама сме. Значи она само кажува дека нешто не му се допаѓа. И секогаш треба да размислуваме бидејќи децата имаме нели, ние сме родители, имаме многу силна емотивна врска и многу сензитивно реагираме на сузите, особено нели на нашето дете. Да тука се охрабри малце повеќе родителот да ги гледа добивките на долги стази кои се од градинката. Да едноставно, да, ние можеби како возрастни сме супер за да го чуваме нашето дете, меѓутоа сепарационата анксиозност се јавува и таа обстојува низ животот. И деца кои што не постигнуваат рана сепарација, односно оној момент каде што нели не почнуваат независно да функционираат од родителите, им ги закочува натака сите можни биолошки, психолошки процеси натака. Значи ќе се одрази сето тоа и подоцна во животот, подоцна во животот, ако не го разрешиме тој момент, ако ние продолжиме емоционално да реагираме на болките во стомачето, на болките во не знам, она што викаме боли главата, имам температура или слично, тоа ќе биде моделот кој што ќе му го дадеме на нашето дете, дека нашето дете е болежливо и заради тоа нема сила да се бори во животот. И заради тоа оној модел на болежливо дете ние мораме како родители да го замениме со нели дека нашето дете не е болежливо, дека сите деца се разболуваат, па и нашето, па не е тоа крај на свет. Значи ние кога би гледале така на детските слози, и они ќе научат да гледаат така. Проблемот е кај нас. Значи проблемот е кај родителот и пристапот, начинот на кој што се гледаат работите. Така. А дали советувате некогаш на некој родител сепак детето да не го запише во градинка, тоа да го направи подоцна? Има ли некои такви ситуации кога велите почекајте? Да, тоа го правиме кај деца кои што имаат атипичен развој, кои што кај нив биолошки природно, значи во самата, да речем, во самата генетска компонента, кои овие деца немаат оние потреба за таа социјална реципрочна интеракција, имаат некои стереотипни модели на однесување, зборуваме на первазивен спектар на болести кај децата, како што е аутизмот и другите невроразвојни болести. Тука, заради тоа што овие деца, пошто немаат биолошка потреба да се врзуваат, да имаат социјална интеракција со другите деца, они знаат да бидат и високо агресивни кон другите деца. И во таква ситуација, за жал, на родителите им објаснуваме дека нели они не се адекватни кандидати да одат во градинка, не само заради нели лошото на нивните деца, него заради, да речеме, околностите каде што се и другите деца. Али за здрава популација на деца во смисла со типичен развој деца, секогаш практикуваме да децата пожелно да се од најрана возраст да се социализираат. Имам тука неколку потпрашања, но ќе им дадам предност на гледачите да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав за докторката. Благодарам. Вака, значи, ние сме родители на 12-месечно бебенце, кое што почна со градинка претходната недела, значи една недела по 1 сат не примаат во градинка и ја враќаат за тоа што она многу плаче. И кога се враќаме дома, значи, нели, кога се пие нормално попладневните дримки, имаме ситуации кога бебчето плаче во сон и некако трепери цело време.
Исто и навечер се буди со плачење и цело време константно, значи, бара да е со мене. Во стилот, например, ќе ја земе баба, дедо, таткото, ама она гледа за мене, покажува со прсчето и инсистира јас да ја пресоблечам, јас да ја дадам да јаде. И никако, не знам, еве докторкава да не советува како да се однесуваме дома во такви ситуации и дали е нормално еве вака кога има немирен сон, кога плаче во сонот. Такви реакции. Да, ви благодарам, дали се нормални. Ви благодарам за убавото прашање што го поставивте во денешната емисија. Повелете, доктор. Да, и ово што го кажа гледачката е многу важно и е еден сосема природен, развоен аспект на дете кога се пушта во градинка, да има потешкоти со сонот натака. Заради тоа што нервниот систем, како и се што е иматурно, недоволно зрело кај децата, нели се е во некој развој кај децата, се случува кога се ексцитирани, кога имаат повеќе дразби, повеќе деца, значи повеќе, да речеме, непозната средина, да заради нели она нема капацитети, нема како да се справи и она реагирајте така. Со грчеви, дури некогаш се случува децата грче, па родители помислуваат дека тоа може некаква епилепсија и слично. Значи тоа се сосема развојни елементи. Значи тоа што прашува гледачката дали е тоа нормално. Ние на психијатрија никогаш не го користиме терминот нормално, него викаме типично или атипично или вообичаено или невообичаено, така да ова е вообичаено. Ова е сосема вообичаено и ова е развојно прифатливо. Тоа кое што јас топло ги советувам родителите, нели тоа што напомена мајката, ме бара мене. И логично е, сигурно дека нели мајката била доминантната улога во развојот на овие 12 месеци. И сега детето кој што навикнато знаете како, па и ние ако сме навикнати секој ден во 7 часа са бајле да ги миеме зъбите, да ни го преместат тој ред у 8, ке 1 сат ке не чешат зъбите, како да кажам. Значи тоа е некако оној ред кој што детето го има и сега ние правиме промена на редот, а детето како една биолошка единка само што родено, она нема капацитети да се огледа, па добро сега мене ми го прават родителите ова за моје добро или слично. Нема такви капацитети, него стално вика мене ми се случува промена и бунтува, го јавува во момент на плачливост, раздражливост и на некој начин или сака да им каже на родителите вратете се. Така да тоа е само одговор и мој совет да гледачката, односно нели ова семејство биде упорно и истрено во процесот бидејќи ова сега за сега еден вообичаен адаптационен период. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Дали ова значи ка си исклучил? Веројатно тоа значи. Моето последно прашање, односно поврзано е со претходното прашање, е подпрашање. Што доколку се дојде во семејството нов член, значи има бебе. Дали во тој момент треба да се запише по старото дете во градинка или не? Или доколку има некаков смртен случај во семејството? Како се постапи во тие моменти? Знаете како, универзален одговор на прашање нема, зашто секоја семејство има различни капацитети, различни снаги, различно се справува со загуба, различно се справува со болест, меѓутоа очекувано дека кога се раѓа второ дете или трето, неважно, значи нов член во семејството кога доаѓа, очекувано дека кај претходното дете треба да се јават некои регресивни феномени што ги велиме ние, да едноставно нормално ако тоа дете претhodно било центар на свет, сега некој друго се држи во рака, сега некој друго се дои, па дете кој што веќе не цица може да дојде да бара да цица. Значи тоа се сосема нормални регресивни феномени, нешто ги кажав дека и ние како луѓе знаеме како возрастни лица да ги користиме кога нешто не ни се допаѓа и не може на дете да му се допаѓа кога вчера било центар на свет, сега веќе дека не е. И тоа ние треба да го прифатиме и да работиме со детето, а ако значи нема дополнителни да речам работи кои го спречуваат, нормално дека мајката треба да се посвети на ова новороденче или оној период кој што го дават од 9 месеци е баш ради тоа да му се посвети. Пожелно да претходното дете појде во градинка, за да помалку травматски го доживува на момент дека мајката сега припаѓа на некој друг. Заради тоа што знаеме како интензивно доењето на кратко време и сето тоа, а во случај кога станува збор за загубата знаеме по многу низа на особености, загубата секогаш е врзана со негативни емоции. Нели не може да бидеме расположени кога некој го нема. Очекувано е дека баш оваков период и пожелно да детето не биде дома и да не ги гледа возрастните како тагуваат, заради тоа што тоа секако ќе се рефлектира на детето, така што освен ако нема нели други низа на ситуации кои што се случуваат во домот, пожелно да детето и во двата случаи припаде на градинка. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Знака да ве поздравам, прекрасна емисија и тема. Благодарам. Актуелна. Вака се работи, имам синча, 13,5 месеци, од минатата недела почасно е за прв пат во градинка. Сега прашањето ми е во поглед на адаптацијата, односно се работи, значи
детево се прилагодува лесно, меѓутоа кога ги слушне останатите дечиња како плачат, се синхронизира. Се придружува на таа емоција. Да, како дали да го одложиме овој период? Бидејќи мислам дека сите, како што праша, сите во групата се нови, се малечки и се плачливи. И е период на адаптација. Дали да го рикнеме, да го прекинеме, овој период па да одложиме за понатаму, совета докторката. Инаку така да оди, нема никаков проблем со социјализација, претходно се работи за питамо дете и така. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Уште едно убаво прашање од гледач, Да, благодарам на гледачката и тоа што можеби ушите на еден професионалец го слуша дека и двете мајки што се вува децата една недела им се во градинка. И тоа кој што би сакала да им пратам порака на двете и многу симпатично зашто двете се само една недела во градинка и се веќе толку загрижени, е дека првиот месец кога родителите го издржат, ќе издржат и понатака. И она што вика статистиката. Така што многу важно да и оваа гледачка на истиот совет што го дадов на претходната да проба овој период да го усвои, да го прифати како вообичаен. И тоа што го кажав и претходно во разговорот. Децата во овој период се добри имитатори. Ако други деца плачат, плачат. Меѓутоа, ако и други деца се смеат, и нашите деца се смеат. А во градинката доминантно децата се насмејани, се играат, се дружат, разменуваат вештини социјални, така што топло препорачувам, особено што оваа гледачка кажа дека никакви други потешкоти нема, значи дека оние други фази се одлично адаптирани. Заради останатиот да, и оно што го кажа, детските солзи се само оној момент како ние возрастни кога ќе кажеме дека нешто не ни се допаѓа и воопшто не се крај на свет, него треба да се истрпат и ние како родители или оној емоционалниот аспект да си го малце да речам позатвориме за да може да ги пуштиме децата да живеат во нивната доба. Докторке, многу ви благодарам за вашите денешни појаснувања на оваа тема. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Обавезно. Почитувани останете на Тилма, бидејќи следува за оној период во градинката кога децата многу се разбалуваат, зошто тоа се случува и можеме ли нешто да направиме за тоа да се подобри.